Poštovani gledači, završува ова постизборна недела. Се разбира, уште некои детаљи ќе бидат известни ако дојде до прегласување во Желино Тетовско, со кој се прави атак врз градоначалникот на Беса. Но ние продолжуваме и ја завршуваме серијата на разговори во континуитет со новите градоначалници. А еден од оние кој е старо нов е Рамис Мерко, кој од вчера го презеде својот нов градоначалнички мандат во Струга. Господине Мерко, кои ќе бидат првите приоритети на вашиот нов градоначалнички мандат, во кој веројатно ќе се концентрирате меѓу другото и на урбанизацијата на брегот и на заштита на Охридското езеро? Благодарам, господин Коки, за поканата ево во утрински брифинг. Поздрав до сите гледачи на вашата телевизија и на оваа емисија. Веќе превзедов 4-ти мандат, навистина многу. Но ние не можеме да кажеме колку и како, тоа го кажуваат граѓаните. А бидејќи ево ме избра и по 4-ти пат, сигурно дека сме работеле, сме допринеселе, сме услужиле на граѓаните на општина Струга и пошироко. Викам 4-ти, но можам да речам дека по 5-ти пат сум барал директно гласови во моје име и во име на Демократска унија за интеграција. Беше тоа 2014 како пратеник во Државното собрание, така што и после 20 години, значи граѓаните избираат исти човек. То мене на некој начин ми е и поголема одговорност, но и восхит да направиме многу повеќе во подобрување на животот на граѓаните и условите во општина Струга. Навистина и во време на пандемија имаме можда најголемите вложувања од сите општини во Република Северна Македонија, но исто така ги зачувавме и ги подобривме и меѓуетничките односи, и верските односи, и културните односи, а во кампањата и противниците, да кажувам, или коалиционите партнери во втор круг, ми дадоа епитет на обединувач на сите овие работи. Значи, и во меѓуетничките односи, и меѓуконфесионалните односи, и меѓупартиските односи. Створивме ред, створивме мир, створивме сигурност, но изведовме и многу проекти, не само во урбаните средини, исто толку и повеќе и во руралните средини. Така веќе Струга личи на еден европски град, а да не речам и светски град, со тенденција да подобриме уште повеќе Очигледно дека имаме проблем, господине. Имаме проблем со... Бидејќи навистина имаме изврсни проекти на концесиите се зборувало за два месеци. Имаше една комисија од Министерството за животна средина со представници од многу земји, со председател од Австрија. Имаме една голема дебата во Охрид, каде што беше и Охридскиот градоначалник и од Дебар за градоначалникот.
но јас и тогаш, после една така тричасовна дебата, побарав се што разговараме и дебатираме тука е теоретска работа, односно гледање можда и од Google, ние треба да излеземе на терен и да ги видиме сите состојби. Истото го направиме, беме од почеток до крај на терен и донесоме повеќе одлуки кои нарочно се прифатија тие што ние сме ги побарале и истиот проект веќе е подписан од трите градоначалници, од комисијата и од Министерот за животна средина. Мислам дека во овој прилог, како и секогаш сум барал, не само да се критикува за нешто што се прави, него да се најде решение, ако ова не вреди, што вреди? Не може да остане запуштено целото крајбрежје. Значи, сега имам едно прашање кое произлегува од вашата констатација дека не инвестирате само во урбана структура, туку и во околните села. Дали постои во Струшко село или урбана населба или населба која нема вода, која нема канализациона мрежа? Да. Значи, што се однесува до систем за водоснабдување, нема населено место и во рурални средини. Сите имаат и тие што се со 2 или 5 куќи или со села со посебни потреби. Значи, во тој прилог, но не значи дека тука ќе застанеме. Имаме уште поголеми проекти во тој прилог. И ево сега ќе започнуваме уште еден проект за пренасочување на водите, посебно за градот, посебно за селата, а во градот веќе работиме во замена на азбестните цевки, кои ги имаше негдека 13 километри, сега негдека 1/4 е намалена, но во овај мандат треба во целост тоа да се отстранат, односно да останат закопани, а ние веќе со нови полиетиленски цевки ги менуваме во целост, така што и ќе имаме подобро водоснабдување, не ќе имаме загуби на вода и нема да потрошиме толку вода колку значи се трошеше и до сега. А исто така и руралните средини кои се напојуваат од овај систем, од беличките извори, исто така ќе имаат контролирана вода и вода во количини кои навистина ќе бидат доволни за тие населени рурални средини. Рамис Мирко, градоначалник на Струга, секундарна канализација. Во поголемиот дел на селата веќе се работи на колекторски систем преку Министерство за транспорт и врски и Светска банка. Со тоа што сите тие села веќе, во сите тие работаме на секундарна канализација. Значи ги има можда половина од селата без канализација, се надеваме дека во овај мандат и тоа ќе биде минато време. Рамис Мерко, 4-ти мандат градоначалник на Струга од редовите на ДУИ, го завршуваме разговорот со прашање какви се билансите на општинската каса при крајот на годината? Дали и натаму имате недефинирани ставки, дубиози, имате минусни салда и така натаму? Господин Чомовски, доста сум бил нападнат во тој правец, а да ви кажам дека ние сме моја општина која најдомачински се однесува. Ако сме нападнати и од антикорупцијска, дека должиме 5 милиони евра за струја на бивша Проаква, тоа веќе не постои. Се
основа колекторски систем како државна институција и сите долгови отидоа, значи, во тој дел. Ние Ама како тоа општинска, значи дека префрлате од каса. шупливо во празно. Ако отишле, дали се... Да, тие беа напади или да речам инсинуации Добро. со не знам какви идеи или мислења, но ние не одговоривме на тоа, ние работиме одговорно, имаме добро собирање на даноци и такси, но имаме и една, да речеме, експанзија на градби, од каде црпиме комунали и општинската каса секогаш е задоволителна. Со тие средства, за да можете да дојдете да направите една емисија, да видите што булеварди прави Струга, да видите. Добро. Да ќе видите дека веќе не постои таа Струга што ја знаете вие, а и се тоа е направено и во време на пандемија. Какви стази, какви тротоари, какви осветлувања, да не речам сали, имавме блокирани 11 сите школи, и ги затегнаме со блокирани сметки, плативме долгови за школиве, што не е наша обврска, негдека 2,5 милиони евра. Ако не се школите наши, децата се наши, така да мораме да внимаваме во тоа. Рамис, Тоа сме го средиле, така што сме добри, Рамис Мерко, се извинувам, Рамис Мерко, градоначалник на Струга, многу ни се лоши врските, затоа ја преземам одговорноста, ем да пиеме кафе, ем да ми покажете што све сте изградиле, без упад на Државната антикорупцијска комисија, и се надевам тогаш можеме да разговараме за други планови врзани околу заштитата на Охридското езеро. Ви благодарам уште еднаш што бевте љубезни. Само да кажувам уште еднашка. Ајде. Охридското езеро е поклон од Бога за Стружани и за сите тие што доаѓаат во Струга како гости. Попрекрасно место и попрекрасен красен езеро нема по светот, а ние веќе правиме се што е можно уште повеќе да го красиме и секој кој напаѓа од далечина греши. Нека дојде да види дека навистина Струга е светски град. Еве, ја ќе бидам првиот кој ќе направи инспекција со заедничко кафе со Рамис Мерко и благодарам многу. Тоа е градоначалникот со најдолг стаж меѓу градоначалниците до сега.